Добро, почитувани новинари, почитувана јавност, би сакал да ве известам дека денес ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија ја поднесе предлог резолуцијата за утврдување на македонските државни позиции по однос на евроинтеграциите и блокадите кои што се наметнуваат. Оваа предлог резолуција во онаа форма која што веќе беше споделена со сите пратеници, е предложена со цел да помине со најширок можен консензус. Цениме дека оваа предлог резолуција ќе ги зајакне и македонските дипломатски позиции, но исто така ќе влијае и како фактор на сплотување наместо поларизација внатре во македонското општество. Тоа што би сакал да денеска да го порачам и да апелирам, согласно деловникот, секој пратеник има право да се придружи со свој подпис на ваква предлог резолуција од моментот откако таа е предложена. И јас ги повикувам пратениците на СДСМ, на ЛДП, на Левица, на Алијанса, на Дом, на Демократски сојуз и сите други пратеници, уште од денес можат слободно да го стават својот подпис и да се придружат на оваа предлог резолуција за утврдување на македонските државни позиции за евроинтеграција, за да не дозволиме блокадите, националните понижувања да ни станат предмет на преговори и на, би рекол, виткање на кичма во некој следен период. Се надевам дека пратениците и партиите кои што декларативно истакна дека ќе поддржат предлог резолуцијата таква каква што е, од денес па во следните неколку дена истата ќе ја подпишат и очекуваме председателот на собранието Џафери во најскоро можно време истата да ја стави на пленарна седница за да можеме да се изјасниме, очекувајќи дека ќе имаме широк политички консензус. Повелете доколку има прашање. За да помине резолуцијата, доволно е просто мнозинство, но нас целта не е да има што поголемо и широко мнозинство. Во државата секогаш граѓаните биле солидарни едни кон други, без разлика дали станува збор за една политичка или друга политичка припадност или етничка заедница, и затоа цениме дека оваа резолуција заслужува широка поддршка. Доколку не се работи за смислена тактика помеѓу коалиционите партнери СДСМ и ДУИ, едните декларативно да поддржуваат, а другите процедурално или содржински да кочат. Ако за тоа станува збор, тогаш ќе се примети таквото однесување. Затоа, за да се биде на чисто, ние повикуваме уште денес секој пратеник кој што декларативно се изјаснил дека ја поддржува содржината на оваа резолуција, да го стави својот подпис на истата, за да може да добие истата поголема тежина и со тоа да се очекува поголем поширок политички консензус. Според тоа што сегашните средби разговори што имавте со партиите во парламентот, од кого може да очекувате поддршка за резолуција? Она што од средбите можевме да го заклучиме, забележавме дека Дом, Левица, Демократски сојуз, ЛДП и пресконференцијата која што ја слушнавме од владеачката партија ја поддржуваат содржината на оваа резолуција, предложена од ВМРО-ДПМН, и очекуваме нивните пратеници да ги стават во најмала рака своите подписи на оваа предлог резолуција и во најскоро можно време да ја изгласаме за да може македонските национални позиции да бидат посериозно сватени и во Бугарија, но да биде тоа добра порака и за нашите пријатели во Брисел, во Европската унија. Така е според деловникот. Благодарам многу.